Оризо производителите од Кочанскиот регион со земеделска механизација во селото Облешево го блокираа магистралниот пат Кочани-Штип. На тој начин рекоа дека го изразуваат незадоволството од ниските откупни цени на арпата и на белиот ориз. Иако беше најавено дека ќе биде блокирана само едната коловозна лента, со наизменично пропуштање на возилата од двата правца. Кратко по почетокот на протестот, земјоделците целосно го запреа сообраќајот на двете ленти, при тоа на асфалтот Истурија и Оризова арпа. Ние излегуваме од следните причини. Оризот да биде 25, Оризовата арпа до 30 денари. За жал неколку пати испаѓаме, овие барања се доставени и до Министерството, и до министерот, и до премиерот заев. За жал, не сме повикани, нити е разговарано со нас. Репроматеријалите, од ѓубрива до пестициди, фунгициди, инсектициди е качено за 70 до 100%. Пшеницата еве за што направија? Земаја 200 денара, сега е 15 денара. Лебо е од вчера 30 денара, 28 и 30 денара. Иста судбина ги чека и Оризо производителите. Тие што дојдоа им благодарам, а тие што седат дома се исплачени и за тоа не испаднаа. Иначе маката земјоделска е многу голема. Ја апелирам до земјоделците да останат тракторите на неодредено време, дури 5-6, ако треба 10 дена, се док не дојде премиерот. Премиерот беше повикан, министерот беше повикан. За жал гледаме дека го нема. На глас не нема да испаднеме и нема ни да се попишеме. Ние ќе се попишеме како робови. Ние сме робови во собствената држава, да се разбереме нешто. Јас апелирам дека доколку не дојде до решение од страна на владата за овој проблем, народот сам ќе ја земе одговорноста, ќе се организира и секојдневно ќе правиме блокади на пат. Ние сме организатори на протест со блокада на едната лента. А доколку некој самоиницијативно излезе да блокира, одговорноста ја презема тој. Ние не ја преземаме. Присутните на протестот истакнаа дека над 2000 семејства од целиот регион својата екзистенција ја обезбедуваат со производство на ориз. Поради крајно неповолните цени по кои тој се откупува, годинава ќе бидат во загуба, а минатогодишната реколта се уште не им е продадена. Нови шупи треба да правиме за да го складираме ориз. Овие откупувачите велеа ајде на 20 дена, ајде на 3 месеца, сега и 3 месеца е многу. Значи ние после 3 месеца сега да го даде оризо, после 3 месеца ќе дојде, тоа знаеш кога пари ќе земеме, никогаш. И таа цена сега што нудат овие откупувачите. Значи ние и само ни правиме богати. А ние немаме пари од тоа, не остануваат пари за живот, за гол живот немаме. Значи не можеме ние веќе да просперираме, не можеме да работиме. Ќе не остават тракторите, ќе ни стојат дома незапалени, нивите ќе останат така. Јас одам низ цело поле од Оризари до Теранци, веќе има 40% од полето што не е посејано. До годин ќе биде 80%. Ќе го носиме во Скопје, ќе го несеме ако треба. Ако се сложи народо, еден шлепер право Скопје предават ќе несеме, како гледате што историја. Ако не се најде брзо решение за покачување на откупните цени, земјоделците се заканија дека нема да ја реализираат и овогодишната жетва на оризот, што треба да почне за 10 дена. Освен тоа, размислуваат од следната сезона наместо ориз да посеат други земјоделски култури. Општина Кочани е една од 8 единици на локалната самоуправа во државата, што се вклучени во регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан 2, финансиски поддржана од Европската Унија. Почетокот на реализацијата на проектот беше означен со официјалното потпишување на договорот меѓу градоначалникот Никол Чуилиев и представници на програмата за развој на Обединетите нации UNDP, со чија помош ќе се имплементираат активностите. Основна цел на проектот Reload 2 е зацврстување на партнерството во случајот меѓу општините и граѓанските организации. При тоа ќе се применува транспарентно доделување финансиски средства за проектни активности во корист на локалното население. Овој проект ќе се реализира во периодот од 2021 до 2024 година со финансиска поддршка од Европската Унија, истакна градоначалникот Илиев. Планираните активности вклучуваат финансиска поддршка на проекти од јавен интерес, што се аплицирани од граѓанските организации. Исто така, ќе се помагаат и тренинзи за зајакнување на нивните капацитети и знаења за подготовка на проектна документација и обуки за општинската администрација. Покрај локалната самоуправа на Кочани, во проектот се вклучени и општините Куманово, Гостивар, Битола, Охрид, Велес, Гевгелија и Крива Паланка, во кои ќе бидат поддржани повеќе од 40 проекти со вкупна вредност од 900.000 евра.
Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделците и земјоделските стопанства кои поднеле барања за финансиска подршка во оваа година, а од денот на поднесувањето на барањето досега имаат промена во бројот на банкарската сметка, на адресата на живење или на телефонскиот број за контакт, дека ќе можат да извршат промена во електронскиот систем каде што е поднесено барањето. Потребно е лицата да се логираат на веб страницата на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, во десниот горен агол да кликнат на иконата Директни плаќања е-барање. Откако ќе се отвори системот, неопходно е апликантот да се најави со своето корисничко име и лозинката што ги користи при пријавување за користење на финансиска подршка во земјоделството, односно за субвенции. Сите апликанти кои имаат промена можат да извршат измена, односно да ги ажурираат своите податоци. Пример, доколку апликантот променил трансакцијска сметка во последните неколку месеци, неопходно е во делот каде што стојат информациите за сметката да се променат неопходните информации, односно да се внесе нова трансакцијска и да се зачуваат информациите. Истата постапка важи и за другите податоци. Лицата кои имаат потреба од промена, односно ажурирање на податоците, а им е неопходна помош за да го завршат тоа во електронскиот систем, ќе можат да се обратат и во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од Агенцијата за финансиска подршка апелираат до сите лица кои се корисници на финансиска подршка во земјоделството да направат увид во податоците што ги имаат оставено, за да се обезбедат точни податоци за исплата на финансиските средства од програмата 2021. Во основното училиште Славчо Стојменски од Виница заврши реконструкцијата на внатрешните простории и со почетокот на оваа учебна година учениците со физичко присуство на наставата ги дочека целосно обновен објект. Реконструкцијата на најстарото училиште во општина Виница се реализираше во рамки на проект на USAID за меѓуетничка интеграција на младите во образованието. По завршувањето на реконструкцијата, увид во реализираните градежни активности направија представници од USAID и градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Во овој проект реконструирани се таваните и подовите во 10 училници, односно опфатена е површина од над 700 метри квадратни тавани, 360 метри квадратни под и околу 160 квадратни метри поставување кошулка со дебелина од 5 сантиметри. Исто така, заменет е и подот во ходниците и на скалите, каде е опфатена површина од 280 метри квадратни. Освен тоа, варосана е внатрешноста на целиот објект, поставено е ново лед осветлување, како и алуминиумска ограда на внатрешните скали. Од вкупно планираната сума од 1.200.000 денари за реконструкција на 10 училници, со дополнителните активности за целосна реконструкција на внатрешноста на училиштето, вкупната сума е зголемена на 2.450.000 денари. Средствата се обезбедени од USAID, од буџетот на општина Виница, како и од училишниот буџет на основното училиште Славчо Стојменски. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани е отворена ликовна изложба на која се представени 34 дела од овогодишната меѓународна Лесновска ликовна колонија. По неодамнешното представување во матичната институција Домот на културата Злетовски рудар од Пробиштип, кој е и организатор на колонијата, изложбата во Кочани е прво нејзино гостување во другите градови во државата. Овие слики кои што можат граѓаните на општина Кочани денес да ги погледнат се слики од 29-тото издание на меѓународната Лесновска ликовна колонија. Оваа година колонијата се одржа од 28 јуни до 3 јули. Учесниците беа сместени во село Лесново, каде што својата инспирација црпат од убавините на Лесновскиот манастир и околината. Морам да кажам дека оваа година вкупно има 34 дела, кои што се насликани од 15 уметници. Се работеше во 3 техники, акрил, масло и имавме еден уметник кој што работеше спреј на платно. Така, темата е отворена, темата е слободна, така да уметниците секој според тоа што каква инспирација добива во моментот, така слика. Немавме никакви проблеми, ниту со пандемијата, ниту во организацијата, целата колонија протече во најдобар можен ред. Публиката во Кочани ќе може да ги види делата од колонијата во наредните 2 недели во салонот 2 на Центарот за култура Бели Мугри.
Реализацијата на Лесновската ликовна колонија и годинава финансиски е помогната со буџетски средства од локалната самоуправа на Пробиштип, како и од Министерството за култура. По втор пат годинава општина Кочани ќе биде организатор на велосипедската тура по патеките на Оризот во рамки на одбележувањето на 22 септември, меѓународниот ден без автомобили. Се очекува на настанот да учествуваат неколку стотини велосипедисти на различна возраст, кои ќе возат на релацијата Кочани, Долни Подлог, Мојанци, Грдовци, Кочани во должина од 15 километри. Стартот на велосипедската тура е закажан за среда со почеток од 16 часот од пред зградата на локалната самоуправа на Кочани. На настанот ќе учествуваат љубители на велосипедот, рекреативци, членови на спортски и велосипедски здруженија, а ќе се спроведе по протоколи за организирање јавни настани во услови на пандемија. Бројот на учесници не е ограничен и можат да дојдат сите заинтересирани под услов да возат велосипед, информираа од секторот за јавни дејности на општина Кочани. Со овој настан, локалната самоуправа се вклучува во одбележувањето на Европската недела на мобилност и го поттикнува користењето превозни средства што не ја загадуваат животната средина. Минатата година на велосипедската тура по патеките на Оризот се вклучија над 200 учесници на различна возраст. Меѓу нив имаше и високи странски дипломатски представници.